Sonúvam pak razni zemlji vetereni I jas kako site ljudje obični Tuka možeš da pronajdeš se Zašto na dvor da baraš lek Drugo što ti treba Ima sonce i rad se ide Običen Tuka možeš da pronajdeš se Zašto na dvor da baraš lek Drugo što ti treba Ima sonce i rad se ide Običen Inaku, kako ste vi, gospodine Mandro? Hvala, dobro, ne se žalam. Eto, prirodan sok od malina, nekoliko topli vodički na uvo, dremka mala jedna posle ruček, što drugo mu treba na čovjek od života. Со здравието. Do Bajački i Jasnovici. Вистина? Da. Стварно, толку ли е лоша работа? Толку. Не сум паднал во несвест цела недела. Атаман си извежба. Падни, стани. Си терав еден живот, си стекнав една фина работна навика. Така. Сега ни здрав еден ден, че паднам, нема да се седам да се разбудам. Не знам, овака баш ми изгледате нормално. Ама тоа мене најмногу ме загрижува. Така е. Да станеш и да останеш нормален во денешно време воопшто не е нормално. Да, точно. Вие како сте? Славиме юбилей. 100 години државност? Не. Приватна прослава. Така, 100 години самоќа. Се шегувам. Еве да погодам. Сте го истерале цел месец без проблеми? Нема шанси. Не сте се скарале цела негова? Добре, ве се откажувам, не можам да погодам. А ништо старите изиграат танго после 40 години. Туф, и тоа ми е некој јубилеј. Па денес секој може да изигра танго, некој дропка да реши. Другите каде се? Децата спијат, Марта е на училиште, свекрата на пазар, а свекрвата се уште не се појавила. Да, ќе се појави. Келнерите и свекрвите секој се појавува. Многу убава и длабока мисла, господине Мандра. Имам полно такви. Да, сами ги измислувате или ви помагаме? Маката на сечеве натера. Така е измислена и топлата вода. И блузот, ако сакате. А огромно задоволство е да се разговара со вас, господине Мандра. Со мене се е огромно задоволство, господјо Марија. Се до оној момент кога ќе треба да ми се вратат пари. Така. Ние баш тоа сакавме да разговараме на таа тема, значи во моментов. Добро, ајде, да не губиме време. Ќе ве почекам уште некое време за парите. Се разбира само тоа да не биде посхумно. С краја било таман работа. Знаете, ние планиравме да ги вратиме парите денес, ама не изненади овој Берлин. Знаете, поскапо е него тука, за нијанс. Да, така. Изгор, значи ако може да направиме некој компромис би било многу убаво. Не знам, ако сакате, можам да ви предложам една варијанта, целиот проблем така да го решиме елегантно. Еве, например, воопшто да не ви ги враќаме парите. Марија, значи ако... Не сум спремен за толку радикални чекори. Знаем. Кажете го предлогот, тогаш. Еве, ви предлагам да ги споиме интересите. Добро. Вам ви требаат пари. Добро. Мене ми треба локација за канцеларија. Чекайте, а како мислите тоа?
Веќе долго време сакам да си отворам една голема туристичка агенција и барам локација и вистинско кадровско решение, некој да ми ја води таа канцеларија. Конечно го најдов, тоа е една млада, многу способна господица Каролина. Добро, не е важно. Значи, вака ви предлагам. Вие да го продадете станот, да си купите гарсонјера. Вам ќе ви останат пари, на старите ќе им остане помалку простор за одржување, а јас ќе си добијам локација за канцеларија. Мислам, јас сум потенцијалниот купувач. Што мислите? Па, интересно. Кај ви се чорапите? Па таму кај што си ги оставил. Па 40 години ги оставам на ова место. Местото е тука, чорапите нигде ги нема. Може сум ги ставила за перење. И сега што да правам? Воз да одам? Па што ќе ти фали, да не се соблекуваш таму кај што ќе одиш? А зошто да не се соблекувам? Цел свет се соблекува. Светов ќе се преврти. Овде имаш чорапи, одбери си. Чорапи е ко политички партии. Што им фали? Па не можеш две да стокмиш. Што ти е судбина? Толка и држави се споија, ние еден пар чорапи не знаеме да споиме. Торо, зошто ти се кај ќе одиш? Не е селска грижа кај ќе одам ја. А и тука да седам, не ќе седам со една зелена и со една сина чорапа. Па добро ти е тоа против уроци. Па ако е добро против уроци, ти што не носиш две различни кондури? Затоа што имам само две исти. Имаш две исти, ама немаш три чисти. Зошто? Затоа што се мешаш во работи што не ги познаваш. Слушај, Трпе, овој стан колку што е твој, толку е и мој. Па добро би било да размислиш која е твојата половина, да не сгрешиме која ќе го продаваме. Нема да го продаваме. Торе, размисли малку. Од што ќе купиме авионска карта за Нов Зеланд? Од што ќе живеат додека не се снајдат? А ако не се снајдат и решат да се вратат ваму, си размислил, Трпе, бе. Чути, размислувам. И? Смисли ли нешто? Трале, имам идеја. Па добра ли е? Да. Па не си ми ја кажал, бе, Трпе. Александар Јовановски. Тој сум. Повеле. Што е? Писмо. Какво писмо? Љубовно. За кого е? За тебе. Го напишав уште пред 3 месеци. Не го отвори сега, чите го дома. Што те пиеш? Само аспирин. Зошто? Не боли главата. Хала ти. Знаеш што? Откако раскинавме, постојано ме боли главата. Што се сеќавам, мислам дека ти на мене ми раскина. Да, ама ти мене ми кажа дека ќе идеш за Нов Зеланд и дека е подобро да не се заљубуваме. А гледаш добро сум ти кажа. Каква е таа врска без заљубување? И обични го виде се заљубуваат, Александар. Знам. Лично искуство.
Лошо. Се околу мене се распаѓаат, знаеш. Може нема да ми веруваш, ама сакав да се фрлам под воздух. Како во оној филмот. Мислиш на лектирата Ана Каренина? На Ана Каренина мислам. И? И ништо. При нас ништо не функционира. Од овите со месеци само стојат. Гледам што ти. Брат ми со децата замина за Канада. Татко ми не устај заради некој курва и замина во Драчева. Баба ми се шлогира. Майка ми престана да збори. Одиме во парк. Не сте на работа? Мислам дека ќе давам отказ. Се извинувам. Може да... Не може. Морам во тоалет. Не мораш. Може само да седиш и да слушаш. Сум го гледал јас тој филм. Влегуваш во вецето, таму во казанчето криеш пиштол и јас додека да реагирам, моите деца станале сираци. Или план Б. Јас овде глумам хуман полицаец, а ти таму низ прозорчето и после јас гледам со часови бледо во командир. Орган за вид. Нос. Око бе. Око. Око. Здраво, командире. О, здраво, земјак. Куде га најде овој? На перон. Седи на клупо и со зданови го перципира пруг. Што правиш на пругу? Размислав за еднината. И? Смисли? Сакам да живеам нормално и едноставно. Не, а на други ден комплицира живот. Како не ти е срам, бе? Ја на овие години да те бркам полиција, ти трчаш као да си на Олимпијада. Па ме исплаши. Цела држава те бара, а ти фантазираш тука на пругу. Не фантазирам. А што правиш, бе? Планови. Какви планови, бе? Решив да напуштам џунгла одам во Прилеп. Чекай, што мајка бараш во Прилеп? Во лична карта ти пишува Каладарци. Чист воздух. Паркинг. Тишина, мир. Супасок недли. Сарма од лозалист. Спрат со 4 балкона. Се седиш по цел ден, шмркаш кафенце, изјапаш во маркукуле. А подкровње? И подкрвле. Ама кога ќе се рода деца. Не, ја да сум на твое место, ќе си направам еден камин. Надвор пука студ, пука камен, а ти буташ по 2-3 цепаници така и си лежиш, уживаш како министер у влада. А у дворче е љуѓашка. Па кад се љуѓаш, па
kad letiš u vazduh, od dvorče ti pirka miris na bosiljek, na McDonald's. I na nane. Na nane, na šimši. Pa stalču u dvor, pa rakija, pa salatka. Pa i onoj, širdem. Evo ti ga fen. Ispravno stanje. I... Može na rakija? Ajdu rakiju za mojega zemljaka odek. Izdam mu čisto sa svoju džukelu, da ti kažem. Hvala ti mnogo. 300 urgencije padna. Iže. Dobar den. Kako si, majstor Caci? Dobar sam, dobar. Čekaj, polaka, da utvrdimo faktičko stanje. Koja ste vi, gospodjice? Aleksovska Blagica od Prilep. Zanimanje? Učenička. 3. godina srednja medicinska. Znači ti si ta, a da li ova osoba, malo se glupo zagubi tango da kažeš da je osoba, ama propis je propis. Znači, da li ova osoba ovdje je Igor Stojanovski zvani Iže? Aha. Iže? Ajde, Iže. Slobodan si. Ne znaš kako smo slobodan. Da? Da, ja sam. O, Evdokija, kako si? Marta je super. Koga će si dojdeš? Aha, dobro. Dobro. Aj, pozdrav, сега će ti javik na Marta. Marta! Marta, majka ti! Zdravo, mamo. Da, dobro sam. Ti što praviš? A, da, ćete se super, mnogo me čuvaят, да.
мамо, ти нацртав слика. Добро, ајде, кога ќе дојдеш ќе разговараме да не трошиш сега пари. Добро, ќе ги поздравам. Ајде, чао. Мама ме поздравува сите. Фала, душа. Добро, ајде, јас отидов на школа. Чао. Чао. Ćao, Marta! Чао. Малку чуден рецепт, а најпродавано колаче во Германија. Така барем ми тврди. А зашто да не се обидеме? Овде и така не важат никакви правила. Што мислиш ти? Ништо не мислам јас. Па блазе си ти, барем не се замараш. Не гледам дека некој друг овде нешто особено се замара. Мислиш на овде присутните во моментов? Мислам и на многу други моменти. Како например? Како например. Или треба да ни помогнете да заминеме за Нов Зеланд, или треба да не оставите самите да си помогнеме. Сакате да го продадеме станот? Не сакаме, не го мораме. 40 години живееме во овој стан. Целиот наш живот е овде. Што да правиме? Сакаш да купиме шатор и да го обтегнеме во зеленикот? Не, вие можете балетски центар да си направите овде ако сакате. А ние ќе одиме за Нов Зеланд, автостоп, например. А водените површини, па нив можеме и да си ги прелетаме. Добро, зашто твоите не го продадат станот? А зашто не ги прашаш? Па како да ги прашам, никогаш не се дома. Барем за нас не се никогаш дома. Знаеш што мислам за овие твои колачи? Не знам. Ова мислам. Што е на Марија? Ништо, ја боли забот. Ја и ти барем немаме такви проблеми. Што ти е ова? Амбалажа. Трајанка and Family Company, LTD. LTD? Limited, бе. Без тоа не можеш во Европа. Ми ги направи еден школски другар, бизнисмен. Леле, трпе, колку си ги платил? Ништо, се договоривме, ќе компензираме со колачи. Зошто се задржа толку? Але, седнав на една клупа во паркот да се одморам и сум задревал. Сонував како сите сме си скачиле на врв на Шар планина. И трчаме по еден срт, по една снежна белина, мафтаме со рацете како со крилја. И? Дотрча некои деца почна да викаат и ме разбудија. Така, убав сан. Да. Да ми родиш син? Добро. Ако е машко, ќе го крстиме Марко. А ако е чупе, ќе... Кажи ми ти дали им се допадна на твојата идејата да ви бидам домасет? Да. Сигурно? Да, мајка ми плачеше од радост. А татко ми ме праша дали знаеш да правиш бурек. Што има да знам, ке си купам. Ама не иже, ние во Прилеп имаме приватна бурекчилница. И татко ми сака да го прошири, да го големи производството на буреци. Тоа ли? Важи? Ама чини не меја. Не. Ќе купиме машина за вагани. Татко ти ги купи. Татко ќе. Ижа? Ме сакаш? Те сакам. Сигурно? Не се познава? Ама кога те снимам многу се исплашив. По цели вечери не спијав, сакав негде да побегнам, ама не знаев каде. И зашто не ми се јави? И што да ти кажам? Дека сме за нигде, дека се е курац. Пошто го време дремев на перонов овде. А тој джандарот, кој го прати? Една Мими. Мими е комшивка на Магда и... Па не лути се. Не знаев дали си жив. Дремам на перонов овде и гледам како животот ми поминува пред очи. Со прст не можам да мрднам. А шо ако биде чупе? Како ќе ја крстиме? Како сакаш? Знам. Весела. Абе, сигурно сме на првиот перон?
работа. Сега ќе ти кажам нешто и да слушаш. Значи, кога ќе бидам нервозен, ќе знаеш да откјутиш и ако не се кјути. Знам. Чорапи да крпам. Знам. Делник да месам, мајка ми ме научи. Знам да направам вкусна манџа. Добар почеток е тоа, добар. Јас ќе знам да бидам тука, сегаш ќе ти треба. Имаш еден пат. Треба да одам во самопослуга. За 3 недели, 3 месеци или 3 години ќе слушнеш многу бела вест. Точно. Трпе ми вети ќе ме носи на кино. О, погледни. Ти имаш голема секирација. Вистина? Да. Еве гледај. Гледаш оваа грудка? Каква секирација? Нешто во врска со некоја блиска женска особа. А погледни до грудкава. Лежи змија. Да видам да не е снами. Најверојатно. Особава е женска, многу блиска, а не ти е роднина. Погоди. Трале, ај притисни една желба. Желбава ќе ти се исполни. Наистина? Фала Богу, ќе го задржим на станов. Супер.
Добар ден. Здравейте, јас сум Чичко Менде. Јас сум Марта, повелете. Ова е Чичко Менде. Здраво на сите. Да пробаме да разговараме малку. Се што имав ти кажав. Да, се сеќавам, да. Пред пола са. Нешто друго, ако има. Што друго? Па некои нови моменти, некои нови сознанија, методи, начини на разговор и така. За продавање на станот не сакам повеќе да разговарам. Слушај, ако никој не сака да разговара за продажба на станот, како ќе го продадеме? Ки си ги прашаш таткото и мајката? Ги праша. И? Им треба време за адаптација. На гарсонјерот? Не на темата. Им треба време за да размислат. Никогаш не планирале да го продадат станот, разбираш? Како што тргнале да размислуваат, уште малку ќе докторираат на темата. Многу тешко. Мислам дека од мајката и од таткото не останаа титули во оваа држава. Да. Баш. Ај запамтите, молам, докаде стигнав. Одам на разговор за работа, ако ќе се вратам, ќе ти кажам 1000 работи кои што нема ти се допаднат, сигурна сум. Па да земам годишен одмор. Не мораш, цела година си на годишен одмор. За промена можеш малку да се фатиш и за работа, знаеш? Ова малку болеше. Покичме. Што е ова, бе? Што е ова? Едно време се викаше здраво у куќа, бе, што е? Здраво, Ванчо. Камгичка мала, а? Мала, да. Да. Ама не е како порано. Да. Катарзично, да, него така. Да, би ти кажам, многу брзам. Да. Каде бе? Сегде брзам, сегде. Да. Да не те задржувам ја нешто. Не, имам страшен проблем. Разбираш? Па на погрешна адреса си јас ги правам, проблемите не ги решавам. Сакам да ги земеш овие пари. Абе, ти цело време некои пари ми даваш, не ми ги... Чекай бе, што ти е Македонче, бе, јас ти земам пари или ти давам, кажи? Добро ми даваш. Ева, што тога, што е проблемот? Проблемот е што ти ми ги даваш. Што сум ја криминалец? Па на калуѓер не ми личиш. Слушај, оние, пази не паднат, оние гласови што се слушаат. Престана. Престана, да, ја изолирав добро просторијата. А друго, телефонската сметка. Таа едва ја плативме. Јас ја направив. Ти ја направи. Заман се разочарав у луѓето, а ти сакаш да ме демантираш. Што е ова, совест? Каква совест, бе, неколку мијавка, една гатачка, една кузне бајачка, не појма нема. И што со неа? Па јас сум со неа, мислам, и па сегде и почнам избори вториот ден уште од кога сме заедно и почнам избори за етика, за морал, за некои космички равенки, за Божја казна, за она сентологија. И кога пати цело време сум не сум тука, тука и една јанза кога пати однутра вака да ми иде, ќе се мрднам, човече, мислам. Ти реков дека брзам, да, ти реков, ајде, чао. Слушај, не се карај со жените, нич не е етички тоа. Ајде, за старите добри времиња. На здравје. Ракија е гром. Од дедо ми е. 27 години лежа на препек. Држи синџир на сат. Спаслив 1 литро за синти. А не си требал. Ајде, ми се најде ми помогна.
Знаеш дека нема повеќе домаќинска ракија? Нема. Да ти кажам право, нема. Ова што го пиеме се е чиста хемија. Колку да се рече, се напивме ракија, шипинки. Последната добра ракија што ја пиевме беше кај другарот Тито на Белиот двор. Некоја делегација бевме железничари. 4 април. Се сеќаш? Се сеќам. Слушај, што мислиш, сам ја правиш? Ами кој? Кардел развиваше теории и свиреше армоника. Армијата ја чуваше границата. Работниците надфрлаа норми, селаните обараа рекорди, младината по работни акции, интелектуалците... Нигде ги немаш. Така е. Слушај, што се случува под селските општини? Што се случува? Сите бегат од селото. Па кај одат? Кај што нема мотика? Па што прават тие градските, селските градоначалници? Што прават? Ќе видат 2-3 селани седнати напад, разбираш, демек си прат лав муабет и овие веднаш ќе ги обиколат. И ете ти општина. Абе, не бива тоа преку ноќ така. За прогрес треба и време, ама и работа. Ајде така. Не. Бе. Овој Сандаков ми се чини познат. Абе, и ти не му си му познат. Убав Сандак. Чудесен. Го најдов на таволат, на плевната. Завиткан во гумчиња. Туку, ќе те прашам нешто, дали се сеќаваш кога бевме со интернационалниот воз во Будимпешта? Па имавме 2-3 сата да прошетаме низ градот. Ова е тој Сандак? Тој. Што го остави кај тебе? Тој. И се е внатре? Се. Па мене, дай да видиме. Отвори го. Отвори го. Ете го.